Официјална Тирана смета дека не е мешање во внатрешните работи на земјава тоа што под покровителство на албанскиот премиер Еди Рама се договори така наречената платформа на партиите на албанците во Македонија. Шефот на албанската дипломатија Дитмир Бушати вели дека платформата е со цел да се помогне во интеграцијата на албанците во земјава, бидејќи рамковниот договор не се спроведувал како што треба. Во тој контекст Бушати за македонците го користи терминот славо македонци. Од наша гледна точка, албанските партии во Македонија се согласија меѓусебно да се подржат за спроведување нови прашања или начинот како ќе се спроведат и не се согласија, а тоа е сосема природно да се обединат во една единствена партија. Рамноправноста, слободата и демократијата се три основни елементи на Охридскиот договор, што не се спроведени на прав начин, или на начинот како што предвидуваше Охридскиот договор, што остава впечаток или горчлив вкус за двете заедници, кои всушност се државотворни, славо македонците и албанците, кои меѓусебно многу малку комуницираат. Мислам дека ова е совршен момент за албанскиот политички фактор да се обедини и да го унапреди оваа прашање. И додека Тирана се обидува да го оправда начинот на кој беше составена платформата, во земјава продолжуваат дебатите околу 7 точки во неа, кои се поставуваат како услов за формирање на новата влада. Ставот на ВМРО ДПМН преку интервјуто за Дневник го соопшти лично мандатарот за состав на владата Никола Груевски, но за сега влада е молк во СДСМ. Партијата чиј лидер гласно говореше за проширување на употребата на албанскиот јазик и во места каде што албанците се помалку од 20%, па дури за промена на уставот со цел да се унапреди рамковниот договор, доколку за тоа се создадат услови. Од СДСМ со став дека ќе се произнесат за платформата која е јавно објавена веќе неколку дена, откако, како што велат, ќе ја добијат и официјално. И додека течат роковите за формирање на новата влада, токму оваа платформа се појавува како дополнителна тема за разговор меѓу партиите. Дел од поддржувачите на СДСМ веќе јавно излегува со став дека токму таа партија треба да преговара за спроведување на оваа платформа и за формирање на новата влада, бидејќи резултатот од изборите покажал дека всушност СДСМ е втората најголема албанска партија во земјава. И навистина е битно да процесот почне и да се фокусира на политична или на политичка сила која има сериозен коалицијски потенцијал, тоа е СДСМ во секој случај. Некои велат според бројките дека СДСМ е втората партија на албанците во овој момент по број на гласачи. Ако не е втора, трета ќе е, што не е небитна работа. За уште еден отворен опозицијски поддржувач Бранко Тричковски, платформата на албанските партии е добра основа за формирање на владата. Тричковски пишува: "Не гледам зошто во уставот не би се ставила формулација дека македонскиот и албанскиот јазик се официјални јазици во Република Македонија. Освен промена на уставот со цел изедначување на јазиците, со платформата се бара и повторно да се отворат прашањата за знамето, химната и државниот грб на Република Македонија."